Денес ке говориме за мудроста и трудот, за они работи кои некако најмногу го привлекуваат нашето внимание. Нашиот живот се врти најмногу околу тоа. Да учиме, во еден период од животот, сите ни викат учете, учете, учете. Порано вика учите да не работите. Кога доаѓавме нааму, дискутиравме во колата за тоа. Учи за да не работиш, сине. Еве, тие што учат не работат, само седат у канцеларии. Ако не учиш, ќе се мачиш цел живот. Зато учи да не работиш. А вистината дека човек учи за да работи. Тој учи за да се подготви за нешто и да работи, за да вложи труд. И тоа се двете можеби фокуси во животот. Прво, да се образуваш за нешто, да учиш, да се обучиш за нешто, за да може потоа во остатокот на животот да го работиш тоа што си го научил. И тоа е правилната представа за животот. Учиме за да работиме. Нашиот живот се врти околу доброто образование и потоа да се реализираш во она за што си учил. Да се реализираш во професијата за која си се подготвувал. И тоа се советите што ги даваме. Учете. Многу да учите. Да се трудите. Без труд нема успех. Како велат, 99% е работата и трудот, само 1% е дарбата, способноста. Малку поилустративно Едисон, Томас Едисон го вели тоа, кога кажува дека во успехот, во резултатот има 1% способност и 99% пот. И нема алтернатива за трудот. Едисон вели, единствената алтернатива за трудот е макотрпниот труд. Ако работата не успева, ќе успее макотрпната работа. Како што, нели кажал некој, работи и ако ти оди добро, продолжи да работиш. А ако не ти оди добро, уште повеќе работи. Тоа е. Работа, образование, мудрост и работа. Околу тоа некако се движи нашиот живот. Тоа се фокусите. Учи многу, труди се многу, работи се многу. Ние ги добиваме тие совети, сме ги добивале, се уште ги добиваме и ние ги даваме. Тие совети на луѓето околу нас, најмногу на младите генерации. Ама мудриот Соломон на ваквите совети би кажал суета. Овие ваши совети се суета на суетите. Ветар и магла се ваквите совети. И тој дава поинакви совети. Откако вели дека е ништожно ваквиот живот, ништожен е ваквиот живот, ни дава и некаква друга алтернатива. Бог дава поинакви совети. Ки ги видиме. Значи, изучуваме книгата на проповедникот, за која кажавме дека представува едно сведоштво кое Соломон внатре го споделува за неговите обити да ја најде смислата на животот. Тој е човек кој има богато искуство, испробвал различни патишта за кои се надевал дека ќе го доведат до некакво задоволство, исполнетост, дека преку тие патишта ќе стигне до трајна смисла во животот. Видовме минатиот пат во првите 11 стиха на втората глава, како Соломон се обидува да најде исполнетост, наслада во хедонистичкиот живот. Се оддал на забава, веселба, смеа, на вино, на жени и на крајот разбира дека таквиот живот е суета на суетите, дека сето тоа што го прави не носи трајно задоволство. Задоволствата, земните задоволства и не значат вистинско задоволство кај човекот. Потоа почнува да живее поинаков живот, сака да натрупа богатство, да си направи убава куќа, што го постуваат како цели и луѓето денес и ние. Ако направиме куќа, ако има кај да живееме, наш дом, сме постигнали многу.
И тој успел да ја направи најубавата куќа во светот. Неговиот дворец е едно од светските чуда во древноста. И покрај очевидниот успех во тие области, станува најбогатиот човек, кој живее во најубавиот дворец, вели, и тоа е суета на суетите. И тоа не е вистинскиот пат за осмислување на животот. Повторно останал празен и се околу него било безсмислено. Во продолжение на 2 глава од 12 до 26 стих, Соломон нуди други патишта, испробува други патишта, филозофира за други опции во животот. Ајде да видиме мудроста. Ако го говориме за мудрост, мислиме на образованието, учење. За да стекнеш мудрост, треба да учиш. И како таа мудрост потоа се приложува во животот. Мудроста е напразна, ако таа не најде практична примена, ако ти не ја реализираш во животот. Тој се фокусира на придобивање на мудрост или образование и потоа кариера, градење на кариера. Тој изградил успешна кариера како цар, како мудар човек. Значи, од хедонистички живот, кој може би била неговата водечка филозофија во младоста, сега се насочува кон мудроста, кон образованието, кон кариерата. Син каков што ви посакале. Представете си, доаѓаат децата, ти доаѓа детето дома и ти вели, го избриша Facebook профилот, ги избришав игрите од компјутерот, повеќе нема да ги гледам глупавите филмови, нема да седам до 4 часот наутро по кафичите и во дискотеките, ќе учам и ќе бидам успешен. И ќе се посветам животот да го градам на вистинска основа, ќе направам успешна кариера, ќе бидам добар во областа за која сум се определил. Секој би се радувал на такво решение, на неговите деца или едно такво лично решение. Ама Соломон и на едно такво решение би кажал суета на суетите. И тоа е суета. Дори и вашето дете да дојде дома и да ги има најдобрите резултати во училиштето и да ја направи најдобрата кариера, пак е суета. И тоа има и некакви аргументи зашто го кажува тоа. Самиот Соломон го пробал таквиот живот. Ние ќе видиме во текстот, за себе вели дека е најмудриот човек во неговото време и може би најмудриот човек за сите времиња. Исто така човекот кој успеал да стекне најдобро образование за негово време. И вели мудрост е. И ако еден таков човек вели дека суета е, ако таков човек вели дека тоа е суета, значи навистина е суета. Ке видиме зашто. Но кога вели дека сето тоа е суета, тој го дава вистинскиот пат. Како суетната мудрост и суетниот труд да добијат смисла, да бидат осмислени во животот. Не остава без одговор за вистинската смисла во животот. Тоа е текстот кој ќе го читаме сега. Нема да го прикажуваме зашто е подолг. Во текот на изучувањето ќе ги видиме најважните поенти. Значи, читам од книгата на проповедникот, 2 глава, од 12 до 26 стих. Оние кои се поамбициозни во образованието, веќе си ја подготвили лекцијата и дома си го прочитали текстот. И така и треба. А најдобре кога сите ќе си ги носиме Библиите, па и овдека да се читаме. Потоа се свртев да ги погледнам мудроста, безумството и глупоста. Што може да направи човекот што ќе ме наследи, посебно од она што е веќе направено? И видов дека предимството на мудроста пред глупоста е токму такво, какво што е предимството на светлината пред темнината. И на мудриот очите му се во главата негови, а глупавиот оди во темнина, но дознав дека крајот на сите им е еднаков. Тогаш си рекол во срцето свое, и мене ќе ме стигне истото како и глупавиот, зашто толку многу сакав да станам мудар. Па зошто е сето тоа? И се рекол во срцето свое дека и тоа суета. Зашто нема да го помнат мудриот вечно како и глупавиот. По време секи се заборави
и мудриот умира како и безумниот. Тогаш го намразив животот, бидејќи ми станаа одвратни работите што се вршат под сонцето, зашто се е суета и измачување на духот. И го замразив сето она за кој се бев трудел под сонцето, затоа што треба да го оставам на човек што ќе дојде по мене. И кој знае, мудар ли ќе биде тој или глупав? А тој ќе располага со сиот мој труд, со кој сум се трудел и со кој сум се покажал мудар на земјата, но и тоа е суета. Намислив да му внушам на срцето свое да се откаже од сиот труд со кој се бев трудел на земјата, зашто еден човек се труди мудро, со знаење и со успех, и сето тоа треба да му го предаде на човек што не се трудел за тоа, како да е негов дел. Па и тоа е суета и зло големо. Затоа, што му останува на човек од сиот труд и од грижата на срцето негово, што се труди на земјата, бидејќи сите денови му се мачни, а трудовите негови неспокојство. Дури и ноќе срцето негово не знае за мир. Ете, и тоа е суета. И не е ли добро за човекот да јаде, да пие и да ја насладува душата своја од својот труд? Но јас видов дека и тоа е од Божјата рака. Зашто кој може да јаде и кој може да се насладува без Бог? Тој му дава мудрост и разум и радост на човекот кој е добар пред лицето негово, а на грешникот му дава грижи да собира и да трупа, за да го предаде потоа на оној кој е добар пред лицето Божјо. Па ете, и тоа е суета и мака за духот. Тоа е текстот кој ќе го разгледаме. Ќе го видиме, значи, патот на мудроста или образованието, така да биде поблиску до нас, и патот на работата или кариерата. Образование, добро образование и потоа успешна кариера. Значи, откако Соломон, така да се доврзаме на она што говоревме минатиот пат, завршил со хедонистичкиот живот, се посветил на учењето, на образованието, на мудроста, да стекнува мудрост. Мудроста се стекнува од книги. Читал, ќе видиме ние во другите текстови понатаму, многу книги прочитал, што се напишени под сонцето. И избрал мудроста, зашто очевидно е предимството на мудроста пред глупавоста. И тој самиот вели, предимството на мудроста пред глупоста е онолку големо колку што е предимството на светлината пред темнината. Предпочитаме светлина пред темнина. И секој би се согласил со таквата констатација. Сите сакаме да бидеме мудри, да бидеме паметни, не сакаме да сме глупави. Има некои поинакви разбирања. Например, имаше една песна. Се уште постои, но беше актуелна пред 30 на години. Едни пеја за тоа колку е убаво да бидеш глупав. О, како е лепо бити глуп. Стока уме да нервира, гута и шта ти се сервира. Да. Меѓутоа, кој од нас, ако би можел да бира, ако би го прашале, какви сакаш да ти се децата? Паметни или глупави? Кој ќе каже, па подобро е да си глупав? Не верувам. Верувам дека секој би кажал, сакам моите деца да се паметни. Иако е тешко во овој свет да си паметен, подобро е да си паметен. И Соломон вели, подобро е да си паметен, отколку да си глупав. Сите сакаме, кога ќе отидеме во школото, да прашаме за нашите деца, да чуеме, твоето дете е голем капацитет, бистро, паметно, трудолюбиво. Сакаме да слушнеме такви коментари. Кога ќе почне да го критикуваат детето, не ни се допаѓа. Сакаме да бидеме паметни ние и нашите деца. Меѓутоа, Соломон пак изнесува една така обесхрабрувачка констатација, кога вели, на мудриот очите му се во главата негова, а глупавиот оди во темнината. И тоа подобро, нели? Зашто мудриот знае каде оди. Јасна му е представата за светот. Додека глупавиот живе во темнина. Но сепак, крајот им е еднаков. И каква е ползата од тоа што едниот бил мудар, а другиот бил глупав, кога и едниот и другиот преку еквилајзерот на смртта се сведени на нула? Никаква полза. Хајде да видиме кои се
аргументите што Соломон ги изнесува за соетноста на мудроста, на образованието или учењето. Прво, образованието само по себе не прави да бидеме посрекни луѓе. Велам овде дека само по себе. Има многу изреки за тоа што го прави човекот да биде среќен, но јас не сум чул досега изрека која вели учениот човек е среќен човек. Не сум сретнал, можеби постои некаде. Меѓутоа, не, дури сум среќавал поинакви изреки. И самиот Соломон се согласува дека образованието или мудроста не само што не го прави човекот среќен, туку носи мака на душата. Вели, и го насочи в срцето своје да ја познае мудроста, да ги познае безумството и глупоста, но разбрав дека и тоа е мачно за духот, зашто при големата мудрост голема е и тагата, и кој умножува знаење, умножува и мака. Вели, колку повеќе знаеш, колку се умножува знаењето, колку се зголемува знаењето, ти се зголемува и маката во душата. Зошто е тоа така? И голема вистина има во оваа изрека. Затоа може би се во право они што велат дека е добро човек да биде глупав. Или ако не може да биде глупав, барем да глуми лудило во овој свет. Зашто ако е многу паметен, ќе страда, ќе има последици. Ами нашиот свет е одбележан со гревот. Го носи белегот на гревот. Се околу нас го носи белегот на гревот. На злото. Ами прочитајте еден вестник, и откога ќе го прочитате, дали ќе се чувствувате посрекни, ќе добиете информација, но од добиената информација дали ќе се чувствувате посрекни. Пуштете вести и задајте ги вестите. На крајот, после таа добиена информација, ќе бидете ли посрекни? Додека го пишував ова, сакав да видам дали ќе бидам аргументиран или побиен. И во тој момент, кога го пишував, отворив електронско издание на вестник. Нова Македонија. Нова Македонија изнесува 5-6 ударни вести во моментот. И на секој неколку минути го обновуваат сето тоа. Значи, во 12-16 часот, во четврток, овој четврток, во овој момент отворив. И еве ги 5 водечки насловни теми во Нова Македонија. Овчар ги заклал овците и заработил кривична пријава. Тоа беше првиот прозорец. До него вториот прозорец. Патнички воз удрил и усмртил жена во Ѓорче Петров. Потоа кога прочитав, разбрав дека се работи за 20 годишна девојка. Служител во училиште во Љубаниште пронеден мртов. Третата коцка беше тоа. Четвртата коцка. Грабеж во музеј на Македонија. Недосасуваат експонати. Петата точка. Тројци загинати во вооружени напади во Детройт и Вашингтон. Тоа е она што ќе го прочиташ како главни ударни вести, она што ќе го научиш во моментот. Отвори нешто да разбереш, да научиш што се случува и ќе видиш дека нема ништо добро. Тоа што го научиш ќе ти донесе поголема тежина, поголема мака на душата. И затоа Соломон вели, кој умножува знаење, умножува и мака. Знаењето, образованието нема да не направи, само по себе нема да не направи посрекни луѓе. И од тука би кажале, па која е смислата? Зошто да бидеме образовани? Зошто да учиме? Зошто да стануваме помудри? Нели подобро се останеме на медиокритетско ниво кој што живее светот? И да се насладуваме на средината. Колку и да е лоша, грешна, да се потопиме во таа маса. Образованието само по себе не прави и подобри луѓе. Последните 200 години се шири еден мит, според кој ако луѓето се пообразовани, ќе бидат подобри и многу проблеми во човештвото ќе се решат. Тој мит почна да се шири во 19. век, кога се појави марксистичката
филозофија за диалектичкиот материализам. Се е материја, а материјата еволуира. И човечката свест е материја која еволуира. А за да еволуира треба ние човекот да го едуцираме. И ако му понудиме на човештвото добро образование, добри училишта, неговата свест ќе се развива, а како што ќе се развива свеста, тој ќе станува се подобар и подобар. И на крајот ќе стана толку добар, што нема да има лоши работи. И ќе живееме во комунизам. Тоа е идејата, тоа е патот до создавањето на комунистичко општество. Образованието на човекот. Ако се образуваме, ќе бидеме подобри. Затоа немаше училиште во кое во рамка не беше напишан еден текст. Учи, учи и само учи. Учиција, учиција, толка учиција. Од Ленин. Зошто? Зашто учењето, образованието ќе го создаде човекот на комунизмот. И навистина човекот за последните 200 години и во поглед на образованието, и во научен, технички, во секој поглед е многу понапред, споредно со претходните векови. Имаме образовани луѓе, учени луѓе. Се верува дека ако децата ги научиме на математика, на физика, на биологија, географија и се друго, ако знаат да решават задачи од дискретна математика и какви се други не постојат, нема да се дрогираат, нема да лажат, нема да краат и така натаму. Вистината е дека и образованите луѓе, и многу образованите луѓе пак крадат, пак лажат, пак манипулират. Има агенции што го мерат индексот, нивото на корумпираност во различните општества или држави. Ами кој ја создава таа корупција? Тие луѓе што просат и што јадат храна од канти? Не. Корупцијата создават оние што се високите, во првите ешалони, во високите нивоа на власта, а тие се образовани луѓе. Многу од нив доаѓат од познати, реномирани образовни центри. Знаете ли во 1934 година која била најобразованата нација во светот? Каде биле најдобрите универзитети? Кај биле најдобрите професори? Германија. Германецот бил најобразован човек 30-тите години. Нивото на образование на германецот било многу повисоко споредено со другите народи. Многу повисоко. Таа 1934 година тој образован германец го избра за свој водач Адолф Хитлер. И 10 години образованите германци го следеа Хитлер во сите ужаси што ги правеше. Образованието не го прави човекот, само по себе образованието не го прави човекот да биде подобар. Во никој случај. И покрај сиот напредок на науката, техниката, ние живееме во информатичко општество. Информацијата сега е достапна на секого. Само отвори компјутер, напиши избор, ќе знаеш за 2 часа како се прави операција на срце. Се има веќе. И денеска човекот може најмалку од било кога порано да направи јасно разграничување меѓу доброто и злото. И тоа е вистина. Очевидно зло, луѓето го прифаќаат и велат, што има лошо во тоа? Образование од човек. Човекот кој треба да го однесе човештвото во комунизам, преку образованието. Така да, треба нешто повеќе од обична универзитетска диплома и знаење по различни предмети, за да биде смената душата на човекот. Образованието не ја променува. Образованието не прави од грешник светец. Тоа е илузија. Треба нешто повеќе. И на крајот, образованието нема да ни помогне воопшто кога се соочуваме со смртта. Смртта е оној фактор што ги изедначува сите. Цареви, слуги, богати, просеци, висок глупови.
како еквилайзер, сите ги сведува на нула. Може да си највисоко, ке те сима нула, и сите ке станат нула. И Соломон го кажува тоа, го констатира, кога вели зошто на крајот на краишта мудроста е суета на суетите. Тогаш си рекол во срцето свое, и мене ке ме стигне истото како и глупавиот. Па зошто толку многу сакав да станам мудар, кога и јас ке завршам на ист начин како и глупавиот. Па се рекол во срцето свое дека и тоа е суета. Зашто нема да го поминат мудриот вечно, да го помнат мудриот вечно како и глупавиот. По време се ќе се заборави и мудриот умира како и безумниот. Пак ќе кажам, кога избираме, кога би може да изберам, да бираме, сите би избрале да бидеме мудри, паметни, образовани. Сите би го избрале тоа. Образованието е подобро од незнаењето и неписменоста. Но независно од тоа колку си мудар, независно од тоа какво знаење си стекнал, кога ќе затропа смртта на вратата, не ти помага. Не можеш да му ги извадиш дипломите, да ги извадиш дипломите пред смртта и да кажеш, види колку сум образован. Не можеш да ја надитриш со мудроста смртта. Таа доаѓа и става крај на сето твое дело, на сите твое достигање. Како што вели Соломон, и едниот и другиот одат во заборав. Па и најбрилјантните умови, и тие одат во смртта. Колку да е длабока трагата што некој ја остава во човечката историја, космичката прашина, како што се трупа на земјата, ја покрива и со времето се брише, исчезнува. Се чулели за овие имиња? Джеймс Ротман, Ренди Шекман и Томас Зидов. Не. Тие се брилјантни умови. И да ви кажам, и јас не бев чул. Сакав да најдам некои многу големи умови, просто едноставно да ги спомнам. Ги најдов, за прв пат јас ги чув. Тоа се тројца луѓе кои оваа година ја добија Нобеловата награда за физика. Најтешката дисциплина, велат. Годишно во Македонија завршуваат по 23 на факултетот за физика. Зошто? Зошто никој не сака да оди да учи физика. Зошто не сака? Што е тешка. Овие тројца се добитници на Нобеловата награда за физика. А сте чулели за Роналдо, Меси и Пандев? Сте чуле? Може би не сите. Не се толкова блескави умови. Не знам како. Пандев нема дури ни средно образование. Но се многу попознати од овие тројца. Но на крајот на краиштата сите ги завршат во заборавот. Ние сега не ги знаеме овие тројца, што добија Нобелова награда. Ми после 50 години кој ќе знае за нив? Умови, блескави умови. Суета на суетите. Нивната трага во човештвото исчезнува без трага. И затоа Соломон вели, и тоа е една голема суета. И затоа вели, ајде да се насочам, да оставам ова тема со мудроста, да е нешто практично во животот. Таа мудрост што ја стекнав, практично да ја применам. И да се посветам на работата, да изградам добра кариера, успешна кариера. И кој не сака да има успешна кариера? Па така се реализираме. Сакаме тоа што сме го научиле, тоа што сме го вложиле како образование, некако да го материализираме. Да бидеме успешни во животот. И како ќе бидеме успешни? Ако напредуваме во она на кој што сме се посветиле. Така и Соломон вели, сега ќе работам, ќе се трудам, ќе се посветам на работата. Ако знаењето не носи кој знае радост, кој знае каква радост, може би работата, тоа е примената на тоа знаење ќе ми донесе радост во животот и ќе го осмисли мојот живот. И навистина трудот е голема работа. Трудот е важна работа. Рековме колку е важен трудот за успехот. Маркс вели дека трудот го направи човекот. Трудот е оној кој
Трудот го натера човекот мајмунот да се симне од дрвото, и откако се симна мајмунот од дрвото, стана човекот. Но има продолжение кој вели, очигледно мајмуните ги пуштија прво оние поглупавите да се симнат, па да видат што ќе се случи. И откако видува што се случи со оние мајмуни што се симнаа, веќе не сакаат да се симнат. Си останаа на дрвото останатите мајмуни. Работата е важна. Но Соломон пак ќе каже песимистички, и дори тогаш вели го намразив животот, бидејќи ми станаа одвратни работите што се вршат под сонцето, зашто се е суета и измачување на духот. Се посветив да работев напорно, макотрпно, имав плодови од работата, ама на крајот разбрав дека и тоа е суета и се ми омразна во животот. И повеќе не сакам ништо да работам. Зошто Соломон го носи пак тој заклучок? Истите, слични аргументи. Оние кои работат вредно, пак умираат како и сите други. Ке работиш, ке направиш кариера. Таа кариера може би дури и материјално да се исплати. Работејќи многу може да создадеш и богатство. Но на крајот, пак пред смртта, нема никаква важност. Колку и да работиш, колку да си бил успешен во кариерата, колку и титули да ти дале во текот на животот, то ништо не вреди пред смртта. Смртта не признава титули, достигања. Таа едноставно си го зима своето. Некој може да каже, во ред, меѓутоа, сепак, работејќи напорно, ти можеш образованието, т.е. достигањата твои да ги оставиш на следните генерации. Ако имаш имот, куќа, богатство, ќе останат на твоите деца. Си ги обезбедил со имот. Ако некакви достигања, некакви научни, било какви достигања си открил преку твојата напорна работа, тоа останува на другите генерации. Соломон ќе каже, тоа е суета на суетите. Што вели? И го направив сето тоа за кое се бев трудел под сонцето. Не, го намразив сето она за кое се бев трудел под сонцето. Затоа што треба да го оставам на човек што ќе дојде по мене. И кој знае, мудар ли ќе биде тој или глупав? А тој ќе располага со сиот мој труд, со кој сум се трудел и со кој сум се покажал мудар на земјата. И тоа е суета. Зашто еден човек се труди мудро, со знаење, со успех, и сето тоа треба да му го предаде на човек што не се трудел за тоа. И како да е негов дел. И тоа е суета и зло големо. Соломон, очевидно, нема доверба во своите потомци. Вели, се трудев напорно, и зошто се трудев? Сето тоа да го оставам на некој за кој не знам колку ќе бидат мудри. Не знам кој знае колку ќе го ценат тоа што сум го оставил. Не знам колку паметно ќе постапат со моите достигања. И ако читаме од книгата на царевите, од првата книга на царевите, од 12 глава натаму, можеме да видиме дека тие сомнежи на Соломон били и оправдани. Неговите синови го раскрчмија царството, кое со мака го градеа претходно тројца цареви. И покажува практиката дека обично достигањата на претходните генерации не се вреднуваат онака што треба од генерациите што доаѓат. Оној имот што доаѓа лесно без труд, се оди онака како што доаѓа. Не се цени на истиот начин како што го ценеле оние кои го создаваат тој имот. И затоа Соломон, знаејќи го тоа, гледајќи околу себе, вели, да, ќе натрупаш богатство, меѓутоа од кај знаеш во какви раце ќе падне тоа богатство. Да, ќе оставиш на следните поколенија достигањата на Ајнштајн. Ми знаете ли достигањата на Ајнштајн во што се употребени најмногу? Во цели за истребување на други луѓе. Големи достигања. Следните генерации ги употребија за лоши нешта. И затоа вели, суета на суетите. Сите достигања што ги науката што ги носи, да, има
имаат примена во секојдневниот живот за добри нешта. Меѓутоа, најголемиот дел од нив нивната намена е воената индустрија, суета на суетите. Има една друга вистина. Они луѓе кои се посветуваат на кариера, кои сакаат да се реализираат преку кариерата и на кои што кариерата им станува живот, таквите луѓе обично не се успешни во градењето на семејството. Обично таквите луѓе немаат поколение, немаат потомство кое ќе знае да го цени трудот на нивните предци. Тешко е да бидеш многу успешен во областта на која се посветил и да бидеш успешен и дома. По Божјата благодат можно е, има исклучици, можно е и да бидеш и во тоа успешен. Меѓутоа, обично, оние на кои кариерата им се претворил во живот, начин на живење. Обично, таквите луѓе дел од времето поминуваат во судски сали, поради бракоразводни дела. Обично таквите луѓе имаат потомство, имаат деца, кои не се задоволни од животот, зашто го немаат најважното. Немаат грижата на родителите. Да, имаат успешни родители во нивните професии, но немаат успешни родители во семејството. Затоа процентот на децата кои запаѓаат во различни пороци во таквите семејства е повисок. Немам статистика, обично се служам со статистики, но тоа е факт. Се гледа, очевидно е. Луѓето трчајки да успеат во градењето на кариерата, го запустуваат потомство. И затоа Соломон вели и да се посветиш на работата, и да работиш макотрпно, и да успееш во кариерата. На крајот ќе го оставиш сето тоа на потомство, за кое не знаеш колку мудро ќе го употреби сето она што му го оставаш. И затоа завршува со констатацијата, и тоа е суета. Нема голема утега во фактот што неговите деца ќе го наследат неговиот труд. И на крајот, како што и образованието само по себе не носи кој знае каква радост, и трудот не носи кој знае каква голема сатисфакција. Има една таква заблуда да се мислиме, ако сум успешен во својата работа, кога ќе се враќам дома и кога ќе се легнам вечер, ќе сум задоволен. Бев успешен, завршив голема работа. Соломон ќе рече, зашто? Што му останува на човекот од сиот негов труд и од грижата на срцето негова што се труди на земјата, бидејќи сите денови му се мачни, а трудовите негови неспокојство, дури и ноги срцето негово не знае за мир. Па зато и тоа е суета. Која е поентата на Соломон? Човекот кој е посветен на кариерата, таквите ги нарекуваат работохолици, манијаци за работа. Таквите луѓе дури и ноќе не можат да побегнат од работата. Има една изрека, вели, колку повеќе се посветуваш на кариерата, толку ќе ти е потешко кариерата да ја држиш надвор од спалната. Колку повеќе си фокусиран на твојата кариера, на професијата, толку повеќе таа ќе присуствува во твојата спална. И додека спиеш, ќе мислиш на работата. И затоа Соломон вели, и тоа не носи задоволство. Колку повеќе, тоа е како еден магевсан круг. Колку повеќе се посветуваш на некоја работа, таа толку повеќе те обзема и влегуваш во тој круг и стануваш роб. Зависник на кариерата. Денонокно мислиш на неа и тоа те носи само мака во душата. И затоа вели, суета во суетата. Соломон вели, нема големо задоволство во сето тоа. Уште од Адам и Ева работата не е кој знае колку пријатна. Има на човек кој вели, ако работиш не ти е тешко, значи не работиш. Треба ти е тешко за да разбереш дека работиш. И има вистина во тоа. Има вистина во одредена мера. И сега кој е заклучокот на Соломон? Тој поставува едно многу важно прашање. И на своја ги сите тие аргументи. Поставува прашање. Кој може да јаде
И кој може да се насладува на животот без Бог? Значи, суетен е животот на задоволствата, на веселбите. Суетен е животот на мудроста. Суетен е животот на работата, на трудот. Но зашто е суетен? Зашто човек не може да се насладува на нешто ако го нема Бог во неговиот живот. И две големи вистини изнесува. Вели, Бог е оној што му дава мудрост и разум и радост на човекот, но оној човек кој е добар пред лицето на Бог. А во исто време, на грешникот му дава грижи да собере и трупа, за да потоа го предаде на оној кој е добар пред лицето Божјо. И затоа тоа е суета и мака за духот. Гледате ли како разграничува? Ти можеш да ги живееш оние земни задоволства, да работиш, да се образуваш и да бидеш исполнет, да се насладуваш на сето тоа. А може истото да го правиш и пак сето тоа да ти биде мака. И кој што ја прави големата разлика меѓу едните и другите? И едните го прават истото како и другите. Едните се насладуваат на тоа, а другите го доживуваат како мака. И која е разликата, вели Соломон? Бог. Едните се угодни на Бог. Едните одат по Божиот пат. Едните го живеат Божиот живот. Едните се посветени на Бог, а другите се безбожници. Тоа е големата разлика. Можеш да си најобразованиот и да си најнесрекниот. Како што можеш да си најобразованиот и да си најсрекниот. Големата разлика е Божјото присуство во твојот живот. Зошто? Основната идеја на апостол Павле во првото послание до Коринтијаните 15 глава е воскресението на Исус Христос. И тој вели, воскресението на Исус Христос и воскресението на сите они кои веруваат во Исус Христос е централната тема на христијанство на животот на човекот. Што значи тоа? Бидејќи Исус воскресна од мртвите, бидејќи ние ќе воскреснеме од мртвите, сето оно што сега го правиме е дел од еден живот кој почнува сега и продолжува во вечноста. Ние правиме разграничување на живот на земјата и живот на небото. Неправилно разграничување. Има еден живот, само еден живот. Животот што го живееме сега, тој продолжува во вечноста. Нема еден живот на земјата и еден во вечноста. Еден е животот. Сега овој живот што го живееме и тоа што го правиме има значење сега и има значење за вечноста. Трудот што го вложуваме сега, образованието што го стекнуваме сега, не е за овој живот на земјата. Нема се да заврши со смртта, па ќе почне друг живот. Не, тоа е еден исти живот. Тоа што го правиме сега има значење за целата вечност. Не можеме да ги делиме животите. Сега, што го правам сега си е за овој живот, доаѓа смртта, завршува сето тоа и почнува нешто ново. Не, продолжува животот. Смртта е само премен од една состојба во друга. Од едно тело во друго тело. Животот е истиот. Продолжува нашиот живот. Тоа што сме го правеле досега, што го правиме сега и што ќе продолжиме да го правиме, си има влијание на нашиот живот во вечноста. Не е напразно. Трудот што го вложуваш не е напразен. Образованието не е напразно. Оно што го правиш за слава на Бог не е напразно. Како што сега оно што го правиш има влијание за твојот живот после 5-10 години. Како што децата што се образуваат сега го прават тоа за нивната професија кога ќе почнат да работат. Така истото тоа има значење кога ќе преминат во вечноста. Се е поврзано. Си има врска, си продолжуваат нештата. Тоа што го правиме сега не е само за овде на земјата, не е само за професија овде на земјата. Тоа што го правиме е за богатствата на небото, за градењето на Божјото царство. Останува од целата вечност. И тоа е големата разлика. Вечниот живот, вечноста, воскресението. За човекот кој не верува во Бог, навистина, неговиот труд е бесмислен. Што и да прави?
еден ден се завршува со смртта. Тоа е слепа улица, завршува во гробот. И навистина, смртта и гробот неутрализира се. Се што правил. Меѓутоа, воскресението, вечниот живот, е големата разлика. Смртта не неутрализира ништо во мојот живот, зашто се од овдека поминува во вечноста. И затоа Соломон вели, никој не може ни да јаде, ни да пие, ни да се насладува без Бог. Нема да најде наслада во животот без Бог. Тоа е едната страна. Другата страна на работите. Целта на секој човек е да го прославува Бог. Во Вестминстерската исповед на верата вели, целта на секој човек е да го прославува Бог. Тоа значи работата, образованието, независно од тоа дали работата е во канцеларија или во фабричка сала, независно дали бришиме кујнски пот или седиме во министерска фотелја, независно дали работиме или пак се насладуваме на некое задоволство, гледаме фудбал, било што. Се што треба да се прави, вели Словото, треба да се прави за слава на Бог. Се што се прави, треба да се прави за слава на Бог. Ако се насладува некое задоволство и притому благодарам на Бог, разбирам дека тоа е благослов од Бог, кој мене ми е даден да се насладувам и да го прославам Него, носи вистинска наслада. Моето изучување на Библијата ми носи наслада, зашто Бог ми е дал можност да го правам тоа. Да проповедам. Наслада ми е зашто го прославам Бог. Кога ќе седнам да гледам филм и ако ми се допадне, и ако му благодарам на Бог за тоа што дал способност на некој да направи таков филм, јас имам задоволство зашто Бог го направил тоа и го прославам Бог и носи наслада. Ако во животот правиме се за Божја слава, ќе искусиме радост. Она радост по која што копне секое човечко битие. Сите нешта во животот Бог ни ги дал за наш благослов, да се насладуваме на нив и Него да го прославуваме. Ако го правиме тоа, тоа е нешто што продолжува целата вечност. Носи радост и наслада. И уште една работа, што мораме да ја спомнеме. Невисокиот приоритет во животот. Многу е важно децата да учат. Многу е важно да учите. Многу е важно. Многу е важно да се посветиме, да се реализираме во она област во која што сме се образувале. Многу е важно сето тоа. Меѓутоа, ништо не е поважно од служењето на Бог. Ништо не е поважно од одењето по Божиот пат. Ништо не е поважно од тоа. Ниту кариерата, ниту образованието. Има потреба од една постојана корекција во животот. Постојано се штимаме. Бог секого од нас го одделил за нешто. Го одредил. Бог за секој од нас има план. За некои Бог решил да бидат лекари, физичари, работници, политичари, што и да е. И треба во тие области да бидеме посветени. Но ако она за кој што Бог не одредил, стане пречка во нашиот живот, пречка која се испречува пред Бог, тоа што ќе треба корекцијата. Зашто ништо не е поважно од служењето на Бог. Ако образованието, ако учењето, ако работата, ако било што во мојот живот ме спречи, почнува да ми создава проблеми, пречки во одењето на црква, во служењето, во читањето на Библијата, во молитвата, во дружењето со други христијани, неопходна е корекцијата. Сум размислувала на оваа тема. Многу сме загрижени кога ќе видиме лоши резултати во успехот на децата. Многу се загрижуваме. И почнуваме веднаш дисциплина. Толку време на компјутер, толку на телевизија, толку учење. Нема надвор, играње со другарите, ќе мора да учиш толку време. Се загрижуваме. Многу сме загрижени ако нашите деца не ја добијат соодветната работа на образованието. И почнуваме да трчаме, да фаќаме врски. Зашто многу е важно нашите деца да го работат она за кое што учеле. Меѓутоа, ако нашите деца не се заинтересирани многу за Бог и ги нема
во црква, ги нема во Божјото присуство, како тоа многу и да не ни пречи во животот. Ако нашето дете е без работа, ќе ги фатиме сите врски, нема да спиеме, ќе трчаме, за да ја најдеме добрата работа. Ако не оди на црква, што ако не оди на црква? Голема работа. Најголемиот приоритет, најважниот приоритет во животот е Бог. Зошто колку и да биде успешен некој, колку и да станат нашите деца успешни во животот, да бидат неуспешни во нивните области, на крајот ќе разберат дека све било суета на суетите, ако го немат Бог во животот. Ако го имат Бог, ќе се насладуват на секој свој успех. И затоа Бог да ни помага да ги одбегнуваме тие слепи улици, кои на крајот не носат во бездна од која не можеме да се извлечеме. Да се научиме да се радуваме на мудроста и работата, само насладувајќи се на Божјата слава преку Неговата